Синдикалците денеска ја блокираа Стопанската комора на две локации по 21 човек, со исти барања како и претходно, зголемување на минималната плата на 600 евра, како и покачување на сите останати плати за 6000 денари. Како што истакна председателот на ССМ Слободан Трендафилов, газдите треба да сватат дека работниците им се пријатели и дека треба да се работи на зголемување на платите. Тука сме кај газдите, кај истите оние кои ги избркаа цели наши семејства во странство. Кај газдите кои одбиваат да зголемат минималната плата и кои одбиваат да ги зголемат останатите плати само затоа што законот не се променил. Кај газдите кои се слепи послушници на владата, а владата веќе кажа дека си се договарала со своите вработени, па ги остави газдите да бидат виновни за идниот генерален штрајк и во јавниот и во приватниот сектор. Газдите мора да сватат дека имаат пријатели само во работниците, но можат да имаат и непријатели. Владата не им е пријател затоа што ги казнува, институциите ги даночат, им праќаат контроли и како што им кажуваат, тие се договараат со своите вработени, а ги оставаат газдите да се договорат сами со своите вработени. Но што е проблем? Проблем е тоа што истите газди, кои се наоѓаат тука позади нас, не дозволуваат синдикално организирање во најголемиот дел на приватниот сектор. Забрануваат организирање на синдикати. Ако не се прифатат барањата за зголемување на платите, Трендафилов истакна дека излегуваат на генерален штрајк. Додава дека еден ден ако се затворат компаниите, државата ќе изгуби повеќе, за разлика од покачувањето на платата на работниците. Следниот пат нема да доаѓаме со понуда. Следниот пат ќе дојдеме со генерален штрајк кој ќе ги чини нив многу повеќе од нашите работнички плати. Само еден ден затварање на компаниите, затварање на институциите и затварање на државата, државата ќе ја чини многу повеќе од целогодишно зголемување на работничките плати, односно државата ќе ја чини многу повеќе од тоа што може да го направи сега, да прифати, да ги покрие при донесите задолжително социјално осигурување. Не бараме тие да уплаќаат за газдите како што некој сака да каже. Не бараме тие да ги плаќаат платите на работниците како некој што сака да каже. Работодавачите ќе ги платат платите, но тие да се откажат од делот од колачот затоа што доколку го прифатеа тоа лани, кога работодавачите го бараа од нив заедно со ССМ. Денеска во буџетот на владата ќе имаше најмалку 10 милиони евра на месечно ниво или 120 милиони евра свежи пари на годишно ниво. Работниците протестираа и пред влада, а следно е генерален штрајк со кој ќе ги побараат своите работнички права.